Збор околу екстерното тестирање, а токму на оваа тема гостим во студиото на телевизија Нова е заменикот министер за образование Спиро Ристовски, со кој што ќе разговараме дали ова добро или не е добро. Меѓутоа, пред да започнеме да чуеме изјавата, денеска имаше негодување од страна на СДСМ во собранието во однос на екстерното тестирање. Ковачевски вели екстерното треба да се укине, а не да се усложнува. Да ја чуеме изјавата. Екстерното оценување, наместо дополнително да се усложнува, треба целосно да се укине. Напоменуваме дека владата, предводена од СДСМ, како прва мерка во образованието, ќе го укине екстерното оценување. При тоа, ќе ги поништиме сите оценки добиени од екстерното оценување во една законска процедура. Ја чувме изјавата, како што кажав, гостим во студиото на телевизија Нова заменикот министер за образование господин Спиро Ристевски. Слушнавме дека негодуваат, дека велат не треба да се усложнува, туку треба да се укине комплетно екстерното. Ветуваат дека кога тие нели ќе дојдат на власт, ќе го укинат екстерното. Многу родители исто така има против екстерното тестирање, велеа дека е тоа еден вид на стрес за нивните деца. Што вели Министерството за образование, дали овој модул на екстерно како што е сега да не влегува во оценката, да не биде толков стрес нели за учениците, е добар модул? Па најпрво би го прокоментирал изјавата која што беше изнесена од страна на опозиционата партија. За нас како да речем владеачка структура или партија која што ја формира владата, еден од приоритетите кога на еден начин ја баравме секој избори довербата од граѓаните беа понудувањето на реформи и она што значи подобрување на квалитет во сите сегменти, вклучително и во делот на образованието. За мене е поразително кога најголемата опозициона партија главен аргумент или главна реформа или проект кој што го нудат континуирано е нешто само да укинат, поништат или не знам, не нудат ниту едно креативно решение по однос на било каква состојба која што треба да донесе зголемување на квалитетот. Истото е кај екстерното. Ние сме сведоци, односно целокупната јавност во Република Македонија е сведок по период дека главниот аргумент на најголемата опозициона партија по однос на промените во делот на образованието е се нешто дека ќе се укине или ќе се поништи. Ние напротив не имаме сосема поразличен став. Ние во голем број наврати јавно, конкретно за екстерното тестирање, кажавме дека екстерното тестирање или оценување, онака како што е поставено, можеби не е најидеалниот систем. Едноставно понудивме, јас и во многу јавни мои настапи побарав сугестии од секој оној кој што смета или има идеја како би го подобриле, да понудат своји предлози, а потоа по истите ние да ги разгледаме и што од, да речем, предлозите е прифатливо да го прифатиме во смисла на подобрување на квалитетот на образованието. Екстерното тестирање во многу голем дел, морам да бидам искрен, кога се говори за стресот, е состојба која што на еден начин се креира и во самиот дом, во семејството, кога се на еден начин очекува да се добијат најдобрите оценки. Екстерното тестирање не беше нити во прв момент, нити сега планирано да биде надпревар за подобар просек или подобри оценки кај поедини ученици или необјективни оценки кај поедини ученици. Екстерното тестирање беше и е алатка со која што сакаме да ја зголемиме комплетната објективност во оценувањето во самиот систем од страна на наставниците, од страна на солидарноста, она што значеше, нели, сите сме сведоци дека сега не знам од 30 ученици во оделение имавме состојби каде што имавме 28 скрос одлични ученици, што јас би бил најсреќен да е тоа реално, но сите знаевме дека тоа е во голем дел и не беа реални показатели за висината на или степенот на квалитет на кај поедини ученици. Со екстерното тестирање на еден начин се обидовме и да ги намалиме гужвите кои што се случуваат од 1 до 10 јуни и ургенциите и влијанијата на поедини родители за корекција на оценките на нивните деца. И тој ќе продолжи да биде така. Ние во неколку наврати во изминатиот период укажавме на тоа дека веќе е започнат процес на широки консултации околу известни корекции и промени на системот на екстерното оценување и на еден начин како резултат на тие консултации кои што беа направени со сите структури во фелата, тргнувајќи од наставниот кадар, од соработниците и советниците во Бирото за развој на образование, во Државниот испитен центар, со Синдикатот за образование, со самите ученици и она што беа нивни искуства, ние на еден начин прифативме известни корекции кои што воглавном беа во насока на она што беше предложено и прифатено од собранието.
се со една единствена цел, пак ќе кажам, да се задржи објективноста, да се задржи значењето на самиот процес на екстерното тестирање. Тоа и понатака е битен елемент од нашиот образовен систем. Малку е видоизменето во делот на оценувањето, но тоа пак ќе кажам се со една единствена крајна цел да се постигне објективноста во оценувањето, да се задржи таа објективност, а истовремено и учениците да се ангажираат да стекнат поголемо знаење, добијат подобри оценки кои потоа од тие оценки и ќе им зависат упишувањата во повисоките степени на образование. Родителите го дочека добро, ги дочека предлог измените дека нема да влегува како оценка во свидетелството, туку ќе биде како дополнително оценување. Меѓутоа професорите дали ќе го дочекаат вака, се ги излегува дека за професорите и наставниците сепак им остана дека тоа е еден вид контрола за нив. Дури најголемите жалби од родителите беа дека толку наставниците се тие што ги стискаат децата уплашени да не има разлика помеѓу оценката која што им ја дале во текот на годината и оценката која што ќе добијат на екстерното, нели? Вака, значи да појасниме. Системот, вака како што го предложивме и собранието вчера го прифати, де факто го задржува значењето на екстерното оценување. Имено ако досега оценките од екстерното оценување беа внесувани во свидетелството каде што учениците добиваа оценки од настава, единствената разлика и потоа се вадеше заеднички просек, имаше реакции по однос на тоа дека за два предмети двојно се оценувани учениците и го нарушува математички просекот во свидетелството. Токму заради тоа ние прифативме да оценките од наставата се издаваат во основното свидетелство кое што го добива секој ученик и врз основа на тоа се добива просек, но паралелно со измената на законот воведовме додаток на свидетелство кој што ќе биде, или како што во повеќе земји постои диплома саплемент или додаток на диплома или свидетелство, тука ќе бидат запишувани секоја година оценките на ученикот од екстерното оценување. За да на крај на соодветниот образовен процес или образовно ниво, да речеме на завршување на основното образование, по завршување на 9-тото оделение, ученикот кога ќе аплицира за запишување во средно училиште, тој ќе биде должен да ги приложи двата документи, редовните, значи свидетелствата од настава со оценки и просек, кои што ќе му носат извесен број на поени при упис, потоа оценките од екстерното тестирање, кои што исто така ќе му дополнителни поени ќе му даваат, кој што ќе биде облигаторен, задолжителен документ, значи ученикот ќе мора да полага екстерно секоја година, да не се создаде погрешна представа дека некој ќе може да не полага. Задолжително продолжува да биде екстерното оценување, но на два различни документа ќе се запишуваат оценките. И двата документа ќе бидат задолжителен елемент при упис на ученикот и од двата документа ќе се вади потоа систем на бодување и теоретски, ако јас и вие имаме идентичен просек од просечни оценки во свидетелство, да речеме 5.00, одлучно ќе биде кој ученик имал подобри оценки на екстерното тестирање. Ако средна оценка на ученикот е 5, а на другиот ученик е 4,8, во тој случај тој со 5 ќе има поголеми шанси и тој ќе се запише. Така да, на еден начин се задржува во основното значење на оценките од екстерното тестирање, затоа што тоа е систем на вкупно оценување на она што значи проверка на знаењето во текот на целата година по соодветниот предмет. Истовремено да информирам дека и понатаму останува можноста 30 дена пред полагање учениците да ги добијат сите прашања кои што ќе им стојат на располагање, 3 дена пред полагање ќе знаат кој предмет ќе треба да го полагаат и уште една значајна измена е така наречениот пробен тест кој што го воведуваме, а кој што ќе биде еден вид на електронска апликација која што визуелно ќе изгледа идентично како и самиот тест за екстерно оценување. Да се намали стресот и таа така непознатост. И од друга страна ќе биде на еден начин из вежба, ученикот ќе може со реалните прашања да си генерира собствени тестови и на тој начин да го предпоставено вежба како би изгледало екстерното тестирање и на еден начин да го сведеме на минимум нивото на потенцијален стрес кај било кој од учениците, зашто знаете, и обично тестирање, обичен тест во училиште е стрес, а не сега значи за еден процес или едно тестирање за кое што толку фама се дигна, а од друга страна
да бидем искрени и самите ученици веќе во многу голем дел го прифатија како процес. Јас верувам во нивниот капацитет и потенцијал, а од друга страна верувам и во потенцијалот и во објективноста на наставниците, но и вие и целата јавност е свесна дека во секоја област има известни исклучоци, така и во кај делот на наставниот кадар. Нашата цел е оние кои што биле необјективни да продолжат да бидат објективни, токму заради тоа и го задржуваме. Останува оној метод казни, упомени и така. На еден начин влијанието во делот на напредувањето во кариерата кај наставниците ќе зависи и од објективноста, и тоа останува како дел од процесот. Кој е вашето искуство изминатите години? Успеавте ли да ги придвижите професорите? Малку беа повеќе во паника, малку повеќе се ангажира и околу учениците и околу се оно што го работеа, што били вашето искуство? Па знаете како јас на еден начин речиси првата година кога започна имплементацијата, јас тогаш и дојдов во Министерството за образование од Министерството за труд. Во многу е променета ситуацијата. Коментарите се дека значајно се намалени влијанието и ургенциите. Имено самиот процес е така креиран да училиштето, односно наставничкиот совет е должен да ги заклучи оценките пред објавување на оценките од екстерното, за да не се доведеме во ситуација да има корекции или приближување на оценките од она што би било како резултат од екстерното тестирање. Знаете како, тоа е многу голем процес. Многу е полесно да се намали извесен квалитет од кога да се подигне нивото на квалитет. Но ние сме одлучни во тоа и ќе продолжиме, и затоа на еден начин го модифициравме процесот на екстерно тестирање така да не се добие представа дека некого сакаме да му ја нарушиме објективноста во функционирањето, независно дали ученикот или наставникот, но од друга страна ги задржуваме контурите кои што подразбираат систем на влијание и значење на оценките од екстерното тестирање покрај редовната настава, но од друга страна и влијание во делот на напредувањето во кариера кај наставниците, поврзано со тоа дали и колкави отстапки имаат во делот на објективноста на оценувањето во текот на целата година на учениците. Оние експерти кои што ги постојано ги консултира телевизија Нова, велат дека со ова им се остава простор на професорите и да се заштитат на еден начин од сите оние ургенции кои што ги споменавте. Сега крече не можам, не смеам, оценката не смее да се разликува и така натака. Дали тоа значи дека сте убедени дека ќе се свати во јавноста да не се гледа толку негативно и толку со отпор на ново екстерно тестирање, бидејќи сепак ова е процес кој што резултатите ќе се видат, како што рековте, после еден подолг период, е процес кој што треба да се имплементира. И дали воопшто размислувате на укинување на она што еве го бара и СДСМ и некои дел од родители и така натака? Или ќе продолжи? Ајде, еве, ќе почнам од последниот дел од прашањето. Не размислуваме да го укинеме екстерното. Екстерното се подобрува и повторно ќе кажам, ако се појават добри идеи за подобрување, отворени сме, ние веќе со години, веќе четврта година, јавно говориме дека сме отворени во делот на сугестии кои што може да бидат понудени по однос на подобрување на процесот. Значи не се планира никакво укинување. По однос на реакциите и коментарите, точно, на еден начин ние и тоа ни беше и индиректно тоа е и целта. Ако вие имате аргумент сега да одбиете потенцијални ургенции, вие сте во подобра позиција заради тоа што како наставник не сте под толкав притисок, имајќи во предвид дека има и дополнително тестирање кое што не зависи од вас, на еден начин зависи од ученикот и она што ќе му дојде како понудено прашање. А од друга страна, знаете, коментарите по однос генералната карактеристика е секогаш се појавува известна резистентност или отпор кон било какви промени. И за нас тоа е јасно и прифатливо. Ни една реформа нема да биде прифатена од прва и но квалитетот на функционирањето е во тоа да на еден начин се биде упорен во успешноста на реализацијата на една реформа. Ова е една исклучително значајна реформа и ние ќе продолжиме на еден начин со незина имплементација, затоа што сме уверени дека со помош на оваа реформа ќе се зголеми квалитетот. Колку за илустрација, првата година кога ги воведовме учебниците со помош на Универзитетот Кембридж по математика и природни науки, знаете, постоеше голем отпор и кон тие учебници, иако говориме за најголемиот светски провајдер кој што на нас ни помогна во изработка на меѓународно стандардизирани програми. Па не знам, имаше квалификации дека сега децата ќе учат повеќе, поразлично ќе учат математика, меѓутоа
Знаете, кога ќе дојде тој ученик во 9-то оделение, со совладана материја многу поразлично од тоа како ние сме учеле кога сме биле на нивна возраст, кога еден од тие ученици, кога перфектно говори англиски, кога веќе во второ оделение собираат и одзимаат до 100, имаме состојба на подигнување на ниво на квалитет на образованието. И кога на тој ученик ќе му се на еден начин ќе се соочи со еден тест, обичен тест, екстерното тестирање во суштина е еден обичен тест, но политиката направи да се создаде толку голема фама и притисок врз учениците да, нели, последните 10 дена од учебната година само за тоа се говори, кога ученикот ќе се соочи со еден таков тест, а он е подготвен за тоа што учел, бил внимателен, он ќе го совлада без никаков проблем, имајќи во предвид дека тој ученик 3 дена знае претходно што ќе полага, а месец дена претходно ги има прашањата на располагање. Тоа е едно обично повторување на материјата и тој полесно ќе го совлада материјалот. Така да, ние во тој дел сме свесни дека сите тие промени кои што го нарушуваат секојдневието во функционирањето, природно е да наидуваат на извесен отпор. Меѓутоа, знаете, па од друга страна мора ние одговорно да пристапуваме, затоа и сме добиле мандат да ги имплементираме сите овие реформи на еден начин, ако сакаме да говориме за состојби кои што треба да го коригираат вкупно општествено-економскиот развој на Република Македонија. Ако ние сакаме да постигнеме идни генерации, затоа што знаете, реформите во образование не се состојби кои што може да имаат видливи резултати за 1 или 2 години. Ние говориме за реформи кои што ќе ги видиме резултатите после 10, па за некои после 15 години. Знаете, сега имате состојба, јас имав сега во една прилика пред година и половина, кога беше присутна господја Дорис пак во Република Македонија, како председател на Комисијата за образование на Советот на Европа, бевме отидени во едно од училиштата каде што нашите ученици говореа на англиски, на германски и се појави едно девојче кое што говореше на француски. Бевме во 5-то оделение, господја пак беше фасцинирана од фактот што нашите деца говорат 2 или 3 јазика, што навистина беше, што е одличен показател, затоа што говориме за генерации кои што треба да ја движат и развиваат Република Македонија и ние мора да работиме на зголемување на квалитетот на нивното образование. Екстерното останува, овие измени кои што се сега сметате дека се добри измени и отворени сте, да сумираме, нели, отворени сте за сите идеи кои што сметате дека ќе ги подобрат. Да. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Се надевам дека малку им објаснивме на луѓето, како што рековте, 10 дена пред екстерното тестирање, тоа е најголема тема помеѓу родителите, наставниците и учениците. Сето ова што го кажавте и вие, дека не треба само нешто да се укинува, туку треба да се издржи за да се видат резултатите, да се надеваме дека ќе биде така и дека ќе држи. Вам, драги гледачи, благодарам што бевте со нас. Останете, имаме многу нови информации подготвено. Назад сме во студиото за многу кусов веќе во вестите во 18 часот. Останете на ТВ Нова.